Кратка хорор финансиска сторија. Што ако се разбудите еден ден и дознаете дека некој во ваше име зел кредити од банка и брзи кредити во износ од 27.000 евра, кои што вие фигурирате дека сега треба да ги вратите? Токму со ваква ситуација се соочила жена чиј што идентитет е познат на нашата редакција, а денеска во студиото ќе разговараме со нејзиниот адвокат, господинот Асмир Али Спајич. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата и драго ми е што отварате вакви теми кои што навистина се специфични за начинот на откривање и се засегнати директно од обичниот граѓанин. Овде сме да разговараме за клиентката што ја застапувате. Тоа е жена од Македонија, која што никогаш не подигнала ниту кредит од банка, ниту кредит од некое друго финансиско друштво, а сепак фигурира дека ги должи парите. За што се работи? Како таа дознава дека е жртва на оваа огромна финансиска измама? Во нашата адвокатска канцеларија пристапи властодавецот, за кој што не би можел сега да го кажам по име и презиме заради една оправдана причина, а тоа е предистрагата која што ја води Министерството за внатрешни работи, како и во очекување отварање на истрага од надлежното јавно обвинителство во делот на малверзациите кои што се направени во нејзино име, а тоа е зимањето на брзите кредити, така наречени, и кредитите од неколку наши познати банки. Имено, во моментот кога пристапи во нашата адвокатска канцеларија, за мене ова звучеше навистина запрепастувачки и бев изненаден да некој во твое име константно во еден одреден временски период зима кредити, парични средства, без вие да бидете запознаени и да знаете за сето тоа што се случува. Но, како правници, пристапивме на правилен начин со укажување дека сето ова треба да биде пријавено во надлежното министерство, поточно за Министерството за внатрешни работи. Така и направивме, пријавивме. Пристапија кон зимање на записник за пријава. Укажавме што имаме како сознанија во овој момент. Доставивме одреден број на докази и она што во моментот го знам е дека во координација со јавното обвинителство се постапува во делот на прибирање на материјални докази, а тоа е во кој дел од банките, кој и зошто и колкава парична сума зимал во име на личноста која што ја застапува. Може ли да откриеме колку банки се во прашање и колку финансиски друштва за брзи кредити? Во неколку банки, без да потенцирам за кои банки станува збор, сепак се уште се води и предистрага и истрага, но секако со отварањето на официјалната истрага која што сме во исчекување, секако ќе бидат и соопштени официјално од наша страна или од јавното обвинителство сите оние банки и сите оние финансиски брзи друштва каде што биле зимани парични средства. Во делот на сумата негде приближно околу 1.800.000 до 2 милиони, негде околу 30 до 35.000 евра станува збор целокупната сума која што е предмет на истрага. Да ве прашам, кога вашата клиентка се обрати кај вас, што ви кажа, како таа дознала за ова? Најпрво, она што ми беше укажано е дека сосема случајно дознава, а тоа е потребата за парични средства во матичната банка каде што отишла да се информира за потреба на одреден кредит, каде што секако и укажале дека она не е ликвидна и не би можела да аплицира, а најмалце да земе било каков кредит или да ја одобрат од матичната банка. Истата била изненадена од тој чиниот таквото укажување, но од матичната банка ја посочиле да се обрати околу солвентноста во кредитното биро, да провери зошто е неликвидна во тој дел.
се обраќа во кредитното биро, каде што навистина за прв пат дознава еден фрапирачки податок дека истата со години наводно земала парични средства, каде што и даваат еден севкупен извештај, писмен, кој колку земал, кога, датум и дали некои од паричните средства спочнати да се враќаат. Тој извештај заедно со неизе беше препратен до Министерството за внатрешни работи и точно се знае кој ден колку парични средства се земени и дали се вратени некои од тие земени кредити. Веднаш по поднесување на кривичната пријава за неизе доаѓа уште еден здравствен шок. Тоа е една сериозна здравствена нарушена состојба, каде што завршува и на оделот за психијатрија на болницата 8 септември. И со соодветна медицинска документација ние тоа го посочивме и го доставивме и до надлежните органи, каде што јасно се гледа дека навистина се уште ја има таа здравствена криза која што ја трпи, а во исчекување на сето ова што ќе биде превземено од институциите. Да, дури во времето кога вие и јас се подготвувавме за овој разговор, вие ми рековте единственото нешто за кое што зборува во секојдневниот свој живот е ова. Таа личност јас ја познавав и пред овој настан, одреден временски период, но после овој одреден временски период, после пријавата и после овој здравствен шок што го има во делот на зачудувачки невозможната земање на кредити од повеќе банки и од финансиски друштва, не можам да ја препознам. Значи, константно темата е за проблематиката која што е тишти во делот на ова што и се случува и едноставно само темата на разговор е како ќе заврши се тоа. Имате ли, кои се вашите сознанија за модус операндито? Како може ова да се изведе? Дали треба тој што ја направил злоупотребата да ви ја украде физички личната карта? Дали на каков начин дошле до нејзините лични податоци? Според моите сознанија, оној кој што го прави сето тоа ги имал веќе податоците на мојот властодавец и со тие податоци всушност и со помош, предпоставувам, на некој од лицата кои што работат на одобрување, издавање или било кој службеник кој што е овластен за потпишување на било кој договор или документ, издаваат и одобренија за земање на парични средства. Јас сум убеден од мојата досегашна адвокатска кариера и моето постапување по разни предмети дека оној кој што ги злоупотребува податоците и оној кој што се дрзнува да го прави се во ова, не е сам. Значи, според мене, овде се вклучени поголем број на лица од определените банки, како и од финансиските друштва, се со единствена цел да ги црпат паричните средства во име и за корис на некој трет. Во конкретнава ситуација жртвата е мојот властодавец, за кој што сметам дека навистина ќе излезе една вистината или приближно вистината ситуација за сето ова што се случувало. Меѓутоа, апелирам и до Министерството за внатрешни работи, како и до јавното обвинителство, да го истражат се ова во детали, бидејќи јас сум убеден дека апликантот за кој што ние го знаеме името и кој што ги подигал паричните средства, не може сам сето ова да го прави. Сепак им се знае начинот, постапката до стигање на парични средства. Во јавноста владе една поголема доверба кон банките, одошто кон финансиските друштва за земање брзи кредити, дека во банка многу потешко може да земете кредит, во смисла многу е поголема проверката, не мора да доставите само лична карта или телефонски да се јавите, како што е случај со некои финансиски друштва. И затоа толку шокира
фактот што на ист начин и во банки и во продавници за брзи пари биле земани пари на нејзино име. Токму за тоа мене беше изненадување, бидејќи и самиот сум комитент на една позната банка, каде што навистина да било што стигнете како доверлива информација, треба да поминете една фаза до сигурносен токен или до сигурностна проверка. Но навистина треба да се провери зошто и на кој начин од нашите познати банки биле одобрувани кредити на таа личност која што е пријавена од наша страна. Кој помогнал? Дали помогнал? Зошто и помогнал? И постои ли некој документ кој што е фалсификуван како документ и подпис на мојот властодавец? А јас сум убеден дека постојат многобројни документи и многобројни соработници на оној апликант кој што ги подига паричните средства, се со единствена цел да може да се испомпуваат парични средства, а третите лица да не бидат запознаени со истото. А дали сите лични податоци до кои што дошол тој лажен апликант, оној кој што во име на вашата клиентка ги подигал парите, дали сите му биле достапни поради познанството со неа или морал да ангажира и луѓе од институции? Предпоставам дека би требало да биде ангажманот и од некои вработени од институциите. Она што го знам, според мои информации, познанството трае еден краток период, кој што завршува со понатамошна некомуникација заради мојот властодавец неразбирливи причини, но се испостави заради фактот што истата константно ја злоупотребувала со земање на парични средства во нејзино име. И сметам дека тоа е предмет на предистрагата и истрагата која што ја водат институциите, но да не заборавиме дека ова не е единствен предмет кој што јавното обвинителство го отвори како предмет за ваква проблематика. Вие знаете дека неколку лица беа и приведени и отворена беше наредба за спроведување на постапка од надлежното јавно обвинителство во насока на разрешување на ваквите секојдневни проблеми кои што ги тиштат граѓаните и кои што на вистина немаат сигурност во делос на зимањето или незимањето на брзите кредити и ликвидноста на личноста кога треба да побара во нека одредена банка за себе личен кредит. Дали е точно дека жената која што ја застапувате исто така се шокирала и затоа што дознала дека е фиктивно вработена на друга работна позиција од што таа што ја работи во друга фирма? Апсолутно. Познавајќи ја особата и познавајќи го мојот властодавец, можам одговорно да ви тврдам и да ви потврдам дека континуирано е вработена повеќе од 15-16 години на работно место, каде што воопшто не го ни сменил. Но запрепастувачки е фактот да ние дознаваме дека всушност била фиктивно вработена на некое друго место и тој документ бил користен секаде во финансиските друштва и во банките како лице кое што било вработено на неопределено работно време, а не сме запознаени дали тој документ бил издаден од некоја надлежна институција или тој документ бил лажиран од апликантот кој што ги поднесувал во нејзино име и за нејзина сметка. Но тоа не е се кое што го дознавате. Дознавате дека дел од кредитиве биле земани во нејзино име односно со злоупотреба на нејзините лични податоци, биле враќани на таков начин. Согласно извештајот кој што го добивме од кредитното биро, забележавме дека одредени кредити кои што биле земени почнали да се враќаат, не сите, меѓутоа дел од тие кредити по одреден процент, значи ако е земен 100% кредит во износ од, не знам, 90.000, било вратено 2-3.000 и тука застанува целата работа. Ние не би ни можеле да дознаеме доколку не бил даден нашиот број и не сме биле известени дека всушност преку
работодавецот дека ние должиме парични средства и всушност рокот за плаќање изминува и ние имаме потреба да плаќаме, ако не во спротивно ќе бидеме дадени со предлози за извршување кај надлежни нотари и да се отвараат судски постапки. Кога беше, во кој период пријавивте во полицијата и како сте задоволни од работата на полицијата и обвинителството, нивната брзина, ажурност и дали имаат веќе искуство во оваа проблематика, споменавме претходно. Во моментот кога бевме запознаени, ние веднаш отидовме во полициска станица, од надлежните полициски службеници не упатија во Оделот за економски криминал, таму е пријавено во текот на месец април. Навистина можам да ги пофалам во делот на ажурноста и задоволителниот пристап кон решавање на овој предмет. Се имаат обратено за добивање на соодветна наредба за постапување од надлежното јавно обвинителство. Надлежното јавно обвинителство веднаш издаде наредба. Истите полициски службеници и инспекторите кои што постапуваат постапија за многу краток период со прибирање на одреден писмен материјал за одредени банки, за одредени финансиски друштва. Не повикаа уште еднашка со одредено разјаснување и одредени споредби за подписите со соодветна наредба, како би можело да се утврди дека она воопшто не е подписник на било кој документ од сето тоа и да се надеваме дека преостанатиот дел ќе биде сработен многу брзо и ќе дојде до позитивна разрешница на сето ова што го укажуваме. Сепак ова е еден голем стрес за било кој што би се нашол во ваква ситуација, да подложи на графолошки вештачења, да се присеќава наназад со кого комуницирал, како можело тоа се да се случи, како дали бил доволно предпазлив. Верувам дека тука има и чувство на вина, самообвинување, бидејќи тоа го сватив во разговорот со жената. А неизбежно е пак од друга страна сите да се запрашаме зошто ова не би можело и нам да ни се случи, така? Па не само колку сме безбедни, дали системот е доволно, дали нуди доволна заштита за да не може било кој да биде предмет на ваква измама. На почетокот ви се заблагодарив на поканата и ве охрабрувам понатаму да продолжите вакви теми да третирате од причина што навистина ова е тоа што граѓаните ги тишти, работењето и секојдневното контролирање према финансиските друштва кои што функционираат под предзнакот издавање брзи кредити и не знам, кеш на рака, парични средства за 30 минути. Мислам дека тука надлежните институции, надлежните министерства би требале да допринесат со уште подонесување на поквалитетни законски или подзаконски акти во делот на заштитата и начинот како треба да еден апликант стигне да земе брз кредит. Бидејќи навистина имавме искуства дека само со лични податоци се издаваат и соматични броеви, се издаваат брзи кредити без при тоа да знаат граѓаните за истото. А дури ден денеска јас знам дека некои и враќаат брзи кредити неземени од нивна страна, не можејќи да изнајдат начин како да се носат со сето тоа. Од наша страна, како што налага законската можност, секое едно финансиско друштво беше известено дека е поднесена кривична пријава и барање да се стопира понатамошна постапка за присилна наплата или било какво поведување на постапка од судски карактер. Но, за жал, некои од финансиските друштва продолжуваат и понатаму со барања и со уцени кон мојот апликант, како би можел истите средства да ги враќа,
Но она што е поинтересно дека се повикуваат на некакви си усмени договори кои што ние не сме ги правиле. Воопшто нити контактираат со нас од моментот кога сме ние ги доставиле известувањата, ние не контактираме со никого. Тука можам банките да ги пофалам дека веднаш банките алармирале, известиле, исто така се во координација со Министерството на внатрешни работи и банките веќе стопираа било каков понатамошен дел на постапка која што води до присилна наплата, но финансиските друштва, некои од нив, некои не сите, продолжуваат и понатаму, без при тоа да ја причекаат разврската која што ја очекувам да е со хепи енд. Да. Го посакувам тоа. Ви благодарам многу за вашето гостување. Ви благодарам и на вас и се надевам дека ќе ја следите ова тажна приказна за една жена која што се бори да укаже дека ваквиот начин на постапување на финансиските друштва навистина е недозволив. Така. Останете со програмата на Слободен печат.